почитувани представници на медиумите. ВМРО-ДПМН е партија која низ своето постоење покажа најголема почит кон граѓаните на Република Македонија. Бевме максимално отворени за идеи, предлози и сугестии, кога решававме да превземеме чекори со кои требаше да се подобрува животот на граѓаните. Затоа со полно право денес можеме да дадеме отчет пред оние кои што ни ја дадоа довербата за се што ветивме и направивме, но и за она што не го ветивме, а го правевме. Од постоењето на независна Македонија изминатите 10 години, владата предводена од ВМРО-ДПМН направи најмногу за стандардот на граѓаните за поквалитетен и достоинствен живот. Се грижевме за младите, за невработените, за пензионерите, за граѓаните во социјален ризик. Потврда за тоа се бројките и проектите содржани во отчетот, а кои се реализирани во периодот 2006-2016 година. Значително успеавме да ги намалиме последиците од транзицијата кога Македонија беше изложена на економски пустош. Нашите дела се проектите и постигнатите резултати. Со право можеме да кажеме дека ВМРО-ДПМН го врати достоинството на пензионерите, односно старите лица во Република Македонија. Со многу проекти влијаевме да се подобри нивниот статус во различни сегменти од нивното севкупно живење. Оваа влада обезбеди исплата на пензии секоја прва седмица од месецот истовремено за сите пензионери. Дополнително го јакнавме стандардот на пензионерите, така што најниската пензија ја зголемивме за 90,32%, односно од 4.330 денари во 2006 година на 8.241 денар во 2015 година. Додека пак просечната пензија зголемивме за 70,1%. Во 2006 таа изнесуваше 7.688 денари, а 2015-та 13.077 денари. На барање на Сојузот на Сдруженија на пензионерите на Република Македонија ги превзедовме проектите Банјско-климатска рекреација и бесплатен туристички викенд за пензионери, кои исклучително допринесуваат за здравјето на нашите сограѓани во третото доба. Банјско-климатската рекреација од 2010 до 2015 година ја искористија над 32.600 лица, а проектот Бесплатен туристички викенд, кој го започнавме минатата година, го искористија над 2.500 лица. Проектите продолжуваат со реализација во 2016 година. Згрижувањето и квалитетното поминување на времето е начин на забавување на процесот на старење кај старите лица. За таа цел развивме мрежа на дневни центри за стари лица низ целата држава и досега се отворени вкупно 9 дневни центри. Паралелно ги подобрувавме и условите за живот и престој на корисниците во постоечките старски и пензионерски домови. А во 2014 го отворивме новиот современ објект, домот за стари лица Сју Рајдер во Битол. Во 2015 ставен е во функција малиот дом за стари лица Иван Влашки во Берово. Спроведовме реконструкција на пензионерските домови во Ѓорче, Петров и Чаир, а во 2015 година се реконструира и пензионерските домови во општина Аеродром и општина Гази Баба Автокоманда. Со цел да го стимулираме отворањето на приватни домови за стари лица, а со тоа да се зголемуваат капацитетите за сместување на старите лица, донесовме пакет поволности, тоа по продажба на градежното земјиште по цена од 1 евро метар квадратен, намалување на цената на комуналните такси за 95%, поддршка преку Македонската банка за поддршка на развојот, Агенцијата за поттикнување на претприемништвото и Агенцијата за вработување на Република Македонија. Досега се отворени 17 приватни установи за социјална заштита на стари лица. Исто така продадени се и 3 локации во општина Аеродром, општина Илинден и општина Охрид, а продадени се и 2 објекти со намена за изградба на дом за стари лица во општина Пехчево и во општина Петровец Катланово. Во насока на поддршка на заинтересираните инвеститори за отворање на приватни старски домови, Агенцијата за вработување од годинава доделува неповратни средства за набавка на опрема за домови за стари лица со максимум капацитет за сместување 40 лица и минимум 4 вработувања во висина од 750.000 денари. За намалување на трошоците за превоз на пензионерите обезбедивме бесплатен јавен транспорт во градскиот сообраќај во Скопје во текот на 4 дена во неделата и бесплатен викенд за стари лица, за превоз во железничкиот сообраќај низ државата за мажи над 64 години и за жени над 62 години, при што досега оваа мерка имаат искористено над 40.000 лица.
Сакајќи да ги вклучиме пензионерите во процесот на носење на одлуки за иницијативи поврзани за нив, во 2015-та го формиравме и Советот за социјална сигурност, во кој членуваат представници од Сојузот на Сдруженија на пензионерите, експерти, представници на државни институции. Овој чекор директно покажува дека како влада придаваме огромно значење на унапредувањето на правата на пензионерите во Република Македонија. Во 2006-та наследивме уништена економија, голема стапка на невработеност од 38%. Периодот на владење на транзицијските политичари остави многу луѓе и семејства во социјален ризик и тешка материјална положба. Република Македонија е социјална држава, каде што секој граѓанин има право на достоинствен живот. Од тука си поставивме за приоритет да со повеќе мерки и проекти помогнеме на социјално ранливите категории на граѓани да ја надминат сиромаштијата. Од 2006-та континуирано се зголемуваат правата од социјална заштита, како што е социјалната парична помош, која што во просек од 2006-та до 2015-та година се зголеми за 61,8%. Ја зголемивме и постојаната парична помош изминатите 9 години за 60,5%. Го зголемивме и правото на помош и нега од друго лице, како поддршка за лицата кои што не се во можност сами да се грижат за себе. Од 2006 до 2015 ова парично право го зголемивме за 32,7%. Дополнително, како поддршка на социјално ранливите категории, го преземавме проектот отпис на долгови на граѓаните од ранливите категории, при што се отпишуваат долговите на корисниците на социјална и постојана парична помош, невработените лица кои активно бараат работа подолго од 12 месеци, лицата кои се изложени на социјален ризик поради смрт на брачен другар или инвалидност или потешка болест настанати во последните 5 години. Во рамки на овој проект донесени се вкупно 14.869 одлуки за еднократен отпис на долговите и отпишан е долг во износ од 1.798 милиони денари. Од 2010-та го реализиравме проектот Заштита од енергетска сиромаштија, кој предвидува секој семејство корисник на социјална помош, секој месец да дојува неповратни финансиски средства за покривање на дел од трошоците за потрошена енергија. Правото на заштита од енергетска сиромаштија во 2010 година изнесуваше 600 денари месечно, а во јули 2015 година го зголемивме на 800 денари месечно. Од истата година започнавме со финансиска поддршка во износ од 12.000 денари за учениците во средно образование кои што доаѓаат од социјално ранливи семејства кои редовно ја посетуваат наставата. Домаќинствата кои се наоѓаат во социјален ризик и се корисници на социјална и постојана парична помош од 2014-та се ослободени од плаќањето на радиодифузна такса. Нашата цел е активно вклучување на невработените лица во социјален ризик на пазарот на труд. Тие се офатени како посебна категорија во проектот Македонија вработува, кој што генерираше над 15.200 работни места досега, како и во неколку мерки од оперативниот план за активни програми и мерки за вработување. Во тој контекст ја донесовме и мерката за вработување на 1600 лица во јавната администрација од социјално загрозените семејства, како и програмата Д10 за вработување на лица кои до 18 годишна возраст имале статус на деца без родители и без родителска грижа, преку која досега се вработија вкупно 143 лица. Во мандатот на владата на ВМРО-ДПМН за прв пат се воведени паричните права наменети за лицата со инвалидност, како финансиска поддршка за вклучување во секојдневниот живот. Во 2012 година го воведовме правото на додаток на слепило за потполно слепите лица во износ од 7.000 денари, потоа правото на додаток на мобилност во износ од 7.000 денари за лицата со телесен инвалидитет со навршени 26 години, лицата со квадриплегија, лицата со умерени тешки и длабоки прешки во менталниот развој кои што користат инвалидска количка со придружник. Во 2014 година е воведен паричниот додаток за глуви лица во износ од 4.000 денари заради обезбедување на поголема социјална интеграција на потполно глувите лица. Децата со попреченост заслужуваат пристојно детство, а нивните родители поддршка од државата, за да може да ги издржуваат своите деца и да ги покријат нивните специфични потреби.
Токму поради тоа го зголемивме износот на посебниот додаток за самохрани родители на деца со пречки во развојот за 50%. И истиот наместо претходно законски утврдениот надоместок од 4366 денари сега изнесува 6303 денари. За 25% го зголемивме посебниот додаток за материјално необезбедени родители на деца со пречки во развојот и за 25% го зголемивме додатокот за згрижувачки семејства. Почитувани, ова се само дел од мерките и проектите кои што ги реализиравме изминатите 10 години, а се содржани во овој отчет. Имавме должност да ги оствариме вашите очекувања, односно нашите ветувања. И во тоа е разликата помеѓу нас и политичарите кои само зборуваат. Пред нас се делата на ВМРО ДПМН. Граѓаните знаат да препознаат и секогаш знаеле. На 5 јуни ВМРО ДПМН ќе добие нова задача да продолжи да ја гради европска и просперитетна Македонија. Ве благодарам.